Благодарам. Фалендерит, почитувани представници на медиумите, навистина денеска имам лично задоволство да го промовираме проектот на базни станици, кое што мислам дека ќе отвори едно ново поглавје во услугите што ги дава државата на нашите граѓани во диаспората, односно граѓаните кои што живеат надвор. А за да биде појасна улогата на денешниот проект, сакам да објаснам како беше до сега. Секоја година владата на предлог на Министерството за надворешни работи подготвуваше акциски план кога во текот на годината еднаш, два пати ќе одат мобилни екипи од Министерството за надворешни работи во една амбасада или дипломатско-конзуларно представништво низ светот, за да во текот на 2-3 дена сите тие што имаат потреба за издавање на документ, односно пасош, да дојдат, да се сликаат. Потоа тие податоци, бидејќи нашите мобилни екипи одат со опрема во тие амбасади, ги сликаат и после со таа опрема се враќаат назад во Скопје, ги обработуваат податоците, па повторно ги носат обработените документи во таа држава и ги издаваат на граѓаните. Со тоа, прво, времето за чекање за патна исправа, односно пасош, беше во просек 4 до 5 месеци, а некојаш и повеќе од 6 месеци. Беше малтретирање во смисла на граѓаните да сите се бараат, односно одат во дипломатско-конзуларното представништво во тие 2-3 дена кои што се определени во текот на годината за тој главен град. Меѓутоа и трошоци Министерството за надворешни работи да испрати дипломати во нашите ДКП-а со се опрема со себе за да може да ги сликаат граѓаните. Тоа што го правиме денес е всушност револуција во услугите што ги дава државата кон диаспората. Затоа што овие базни станици, но и мобилните станици, кои што денеска заедно со Министерството за внатрешни работи ги обезбедивме, ќе бидат сместени во дипломатско-конзуларните представништва. Што значи дека нема да има веќе еднаш во годината одење од Скопје, туку постојано, секој работен ден во дипломатско-конзуларните представништва нашите граѓани од диаспората ќе можат да дојдат за издавање на пасош, односно патна исправа. Веќе првата екипа од Министерството за надворешни работи тргна за Германија вчера. Во моментот се инсталира базна станица во Минхен, Бон и Берлин, а потоа и во Брисел. Втората екипа оди во Берн, Виена и Љубљана и Венеција. Третата екипа оди во Лондон. Потоа ќе има мобилна станица во Стокхолм. Четвртиот тим ќе се упати во Соединетите Американски држави и ќе инсталира базни станици во Њујорк и Чикаго, продолжувајќи во Канада, каде ќе биде инсталирана една мобилна во Торонто. Последниот, петиот тим ќе биде упатен во Австралија, каде ќе биде инсталирана една мобилна станица во Мелбурн. Ова е почетокот на овој проект, кој што се прави почнувајќи од оваа година. Јас се надевам дека до крајот на октомври, доколку дозволат и епидемиолошките услови, додека нема проблем за прифаќање на нашите екипи во одредени држави, да можеме да ги инсталираме и да бидат функционални сите, а веќе еве сега на состанокот горе со министерот се договоривме да сите дипломатско-конзуларни представништва ги опремиме со базни станици, за да граѓаните каде и да живеат се чувствуваат како да живеат дома, да можат било кој ден, работен ден од годината да им се издава патен документ, а верувајте, зборете со било кој од диаспората ќе ви каже колку е важно тоа за нив. Колку беше тешко и малтретирање за нив отсуството на вакви базни станици во ДКП-ата и мислам дека од денеска почнуваме еден сериозен проект за кој што навистина сум горд и како министер за надворешни работи, меѓутоа и како член на владата. Милиони часот